Почитувани, господине Заев, се правите при очи слеп, а при уши глув. Бидејќи велите дека први сакате да ги слушнете снимките, па да побарате оставка од Рашковски, во продолжение ќе го емотуваме аудиоматеријалот кој излезе во медиумите, а кој индицира на криминал тежок 7 милиони евра. Ке ве молам да слушнеме. Да видиме некој да прави записник, за да знаеме, па се да правите медописно. Не, само за одржувањето записник. Зашто? Не ме сега од состанок. За состанок. А? За состанок. Само за одржувањето, за друго не. Не, да после го пушти на сите, да знаеме што сме се договорили. Тоа да, ама едниот дел е неофицијален. Кој? Са кредитот. А што е официјално дел? Па согласно правилата на банката. Minutes of the meeting, ако направиме тоа што вика клима и уствари во делот на ние не смееме да разговараме со нив пред letter of award да се прави. You will only discuss about the price. You won't discuss about the concept, since this is the only reasonable concept. For me, And maybe you it's have, okay, and but you I'm... have 3 days to decide. Mm, Yes, you have 3 days to decide. We cannot postpone this in 3 months, 6 months, etc. So if you do not bring any other reasonable explanation or any other reasonable option, we will consider that this concept is accepted. Okay? I will suggest one thing. Okay. Until Monday. Until Monday. Okay. I'm not sure. I can't. Не можете да се искоординирате за начинот на Океј, па живење. морам да се искоординирам. Ама Не можам сам да решам. Пола сат, Не може на колегиум, таму зајде на начинот на Немој да ме дриблате и така правите работи кои што се предмет на истрага. Немој да си игра слайда. Значи, немате редовно се. Викни ги инженери, така е начинот на живење. Целта функционира на тој начин. Господине Заев, да имавте барем од европските вредности кои не ги вадевте од уста, ќе побаравте оставка од Рашковски и истрага за случајот и тоа веднаш. Аудиоматеријалот кој беше објавен во медиумите ќе биде проследен до сите медиуми по оваа пресконференција за да може господинот Заев да го слушне. Доколку и по денешната пресконференција и пуштањето на аудиоматеријалот, Зоран Заев не побара оставка од Рашковски, се потврдува веќе кажаното од наша страна дека Рашковски работи исклучиво по насока на Зоран Заев и дека авантата од 7 милиони евра е договарана во име и за лична корист на Заев. Имајќи ја предвид сериозноста на овој случај, како и чувствителноста на истиот, сметаме дека е крајно време јавното обвинителство да се охрабри да побара притвор за Драги Рашковски. Индициите се дека Рашковски извршил кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5, со што му се заканува казна затвор од над 5 години. Дополнително повеќе треба да се реагира ако се земат во предвид обвинувањата на Валјон Белја, економски директор на клиничкиот центар во Скопје, кој кажа дека Рашковски е вмешан и со земање мито од тендери во здравството. Дали Рашковски е главниот собирач на рекет и мито за Зоран Заев? Дали ја имаме новата парола на Заев? 1 евро за вицето, 1 евро за Рашко. Одговори мора да има. Одговорност уште повеќе. Република Македонија е заробена држава. Македонскиот народ бара правда. Македонскиот народ има потреба од правна држава и институционализирање на сите случаи за кои што постојат индиции за сторено прекршување во рамките на Уставот и законите. Ви благодарам на вниманието.